За да постои реална шанса за подобра иднина, од пресудна важност е клучните фактори во државната и општествената инфраструктура да стојат зад една единствена визија за долгорочен развој. Токму поради тоа и го иницирав процесот за изработка на рамката за развој МКД 2030, Диагнозата на проблемите со кои со години се соочува Северна Македонија е загрижувачка. Корупцијата, клиентелизмот и сивата економија не следат практично од независноста. Младите масовно се иселуваат, граѓаните станаа пасивни и аполитични, а недовербата во институциите хронична. Општеството ни е длабоко поделено, а перцепцијата дека е невозможно да се напредува врз основа на сопствените квалитети и способности е се присутна. Како да ја вратиме надежта кај луѓето? Ако државата постои заради граѓаните, а само заради нивните интереси и треба да постои, токму тоа беше стожерот околу кој го градевме овој документ. Станува збор пред се за наша автентична рамка, втемелена врз нашите специфични потреби и потенцијали на македонското општество и напишана од македонскиот ум. Некои од нашите најдобри умови ни ја ставија на располагање својата експертиза и искуство. Над 60 организации и поединци од граѓанските здруженија, стопанските комори, академската заедница, медиумските и младинските организации беа вклучени во различни фази од изработката на овој стратешки документ. За време на самиот процес бевме соочени со бројни предизвици. За да се формулира документ за развој во услови на симултани кризи е исклучително тешка работа. Од процесот кој траеше со месеци, беа искристализирани 4 приоритети со 166 конкретни препораки групирани во 24 области. Првиот приоритет е забрзан економски раст. Вториот приоритет е заштита на животната средина на ниво на европскиот просек и редефинирана енергетска политика. Третиот приоритет е дигитализацијата, што е истовремено и цел самата за себе, но и средство за постигнување на другите развојни приоритети. Четвртиот приоритет се образованието, младите и инклузивниот развој, три области кои се органски поврзани. Дозволите да ги истакнам следните три мои очекувања. Прво, како рамка, што се фокусира на големата слика, МКД 2030 треба да биде вградена во деталната национална стратегија за развој 2022-2042, што ја изработува владата на Република Северна Македонија. Второ, како надпартиска платформа МКД 2030 може да послужи како основа за надминување на длабоките подели, преку символична обнова на општествениот договор помеѓу граѓаните и државата. Трето, очекуваме документот да поттикне дебата околу понудените предлози и да ни помогне во јавниот дискурс. Се подразбира дека во тој дел очекуваме аргументирана критика и размислувања различни од нашите. И во времења кога на дневна основа мораме да менаџираме повеќе кризи одеднаш, не смееме да ги изгубиме од предвид виталните национални стратешки приоритети. А тие се, до крајот на оваа деценија, заеднички да посведочиме на севкупен економски и општествен развој, на поголема доверба во институциите и драстично помало иселување на младите. Рамката за развој МКД 2030 може да ни помогне да ја направиме Република Северна Македонија подобро место за живење, во кое македонските граѓани имаат шанса да ги остварат своите животни идеали.